Обилните врнежи од дожд изминативе денови кои направија огромни штети низ градовите се и како резултат на силните климатски промени на кои државава години наназад е на силен удар. Екологистите велат и во иднина последиците од нив ќе продолжат, а ќе донесат многу поплави и сушни периоди. Затоа потребни се големи инвестиции за заштита на луѓето и економијата. Климатските проекции покажуваат нашата земја воопшто до крајот на векот има потопла и посува клима. Ќе се зголемат екстремните топли температури, ќе се намалат екстремните на ладните температури. Иако се очекуваат вакви посови услови, се очекува да се зголемат настаните на екстремни врнежи, како што се овие, што ќе даде резултат за зголемени ризици од поројни поплави. Во летниот период се проектира да се зголеми бројот на последователни суви денови, што ќе резултира со суши. Општо земено, ризикот од вакви поројни поплави во зимските и во есенските месеци ќе биде поголем во урбаните средини со непропустливи површини, како што е Охрид, каде што имаме голема урбанизација, бидејќи тие ќе резултираат со поголемо сливање и намалено време на концентрација на водите. Најсилно погоден деновиве беше југозападниот регион, тоест градовите Кичево и Охрид, каде под вода беа цели домови, дворови, подруми и гаражи. Но за среќа ситуацијата низ целата држава полека се стабилизира, информираат од Центарот за управување со кризи. Во Пелагонискиот регион водата се повлекува од поплавените подрачја во општините Битола, Могила, Новаци и Ресен, додека во Демир Хисар е затворен локалниот пат кон село Мренога поради оштетен мост. Во југозападниот регион, во Охрид, е спречено понатамошно излевање на реката Сушица со изградба на заштитен насип, а во Струшко, во селата Мислешево и село Калишта, има поплавени дворови и земјоделски површини. Во Девар, река Радика има зголемен водостој, но без опасност од излевање. Во Кичево, водостоите на реките Зајашка река и реката Треска се намалени и нема ризик од нови поплави. Во тек е расчистување на поплавените домови и дезинфекција на зафатените објекти, а евакуираните лица се згрижени во спортската сала Христо Узунов. Позитивната страна од дождовите е дека се наполнија езерата, поточно Преспанското езеро, на кое во периодот од ноември 2025 година до почетокот на јануари оваа година водостојот му пораснал за 48 сантиметри. Научните анализи за иднината на Преспанското езеро се песимистички, но сега по подолго време со неновиот пораст, иако се уште далеку од посакуваното ниво, сепак внесува умерен оптимизам за езерото.